Во делот на слободата на изразување и она што ќе го поврзам и со реформите во медиумската сфера, започнавме еден процес во кој што сакавме најинклузивно и најтранспарентно да бидат вклучени сите заинтересирани страни. Значи и медиумските представници, нивните здруженија, посебно медиумите, невладените организации, здруженијата на новинари, поединци кој сака. Буквално кој сака. И во тој контекст ги предлагаме измените на законот за аудиовизуелни медиумски услуги и ја водиме дебатата. Завчера имавме последната јавна дебата околу последната верзија на текстот на законот и таа не е финална, значи ќе имаме нов драфт текст, ќе имаме нов и сеон, онолку колку што треба, за да што поголем број на заинтересирани страни, релевантни луѓе од медиумската сфера бидат задоволни со она што е во предлог законското решение. И цврсто стојам на ставот, зашто некои од представниците на новинарските здруженија ми замераат, дека владата не смее да биде моторот на реформите во медиумите. Самото е иронично се каже. Владата да биде мотор на реформи во медиуми не смее. Треба да бидат новинарските работници, новинарските здруженија, самите медиуми. Ние како влада единствена амбиција, ние да им обезбедиме простор, дебата и механизам. Алатка сме ние за спроведување на тоа што тие мислат дека треба да се направи. Не треба да се направи, не треба. Како ќе се договорат, така треба да биде. И затоа во тој контекст и она го кажав и на дебатата за што имавме за реформата за измените на законот за аудиовизуелни медиумски услуги, согласно мора го сменим и на законот Ф20 се кажува, е дека ние сме тука за да нив ги слушнеме и сме спремни на било какви измени, на било кој предлог текст. Но, нормално, ова не треба да трае во недоглед. Дебата како дебата е нормално корисна, ама треба да се движиме и кон донесување на одлуки и решенија. Само малце ќе ја допрам темата и поврзана следната, дали ни се потребни измени на законот за медиуми. И исто кажав и пред 2 дена, кај мене дојдоа да се видат двајца новинари, новинарки без разлика, од иста редакција, самите наметнаа оваа тема, мене ме прашаа дали сметам дека треба да има измена на законот за медиуми, и јас им одговорив со прашање, што мислите вие? И се скараа. Од иста редакција бе. Едната мислише дека треба, другата дека не треба. Ама тоа е дебатата која што можеби треба да имаме во јавноста и да се договорат заинтересираните страни, чинителите, stakeholders, нели што ги кажат многу повов зборима на англиски, дали треба да влеземе во измена на законот за медиуми или не. Јас имам мои лични ставови. И особено во делот на интернет порталите. Дека дел од проблемите кои што не доведоа во медиумската сфера е токму поради одредени портали кои што пласира одредени вести, а нивните уредници никогаш не беа декларирани, ние не знаеме кој стои за тие портали, нивните собственици се у некои офшор дестинации, а овие вести беа превземени од мејнстрим медиумите во Македонија, беа пласирани како главни вести. Што ме доведува до следната тема, а тоа е дека за жал ние станавме многу познати во цел свет како извор на фейк нюс. Имаше пред неколку месеци доста странски новинари доаѓаа да прават интервјуа со мене на тема фейк нюс, интересни бевме, и одеа во Велес и сте ги гледале дел од тие, веројатно нивни снимки, при што ме прашува зошто зошто баш Македонија стана извор на фейк нюс. Мојот, не знам, логичен одговор, па ќе кажам личен став, беше затоа што ние живеевме во општество на фейк нюс долги 6, 7, 8 години. И младиве од Велес или од било каде, тие се израснати во општество на фейк нюс, тие не знаат за друго, за нив е тоа во ред. Сега, дали ние можеме сами како држава и како влада да се справиме со овој проблем, не мислам. И затоа ни е потребно и за оваа тема да отвориме широка дебата и во нашето општество, и на меѓународен план, и на глобално ниво, за да се договориме како можеме евентуално да туку успееме нешто да поправиме. И туку имаме огромен, повторно, ќе кажам,
етички проблем. До кај е линијата до кај што треба да одиме во регулација? Кога веќе ќе навлеземе во приватност? Дали можеме било каков вид на регулација, значи и цензура? Ама се ова прашање на кој што не треба владата да нуди одговори сама по себе, туку треба да дискутираме за ова, треба да ги отвараме овие прашања, во овие конференции се извонредна можност за сето тоа, до каде е линијата на приватноста и кој што се може, дури на интернет, да објавува без да има никаква одговорност. Социјалните мрежи се друга тема, тука не можеме ништо. Меѓутоа, во делот на интернет порталите кои што пласираат информативни содржини, пак кажувам дека ова е мој личен предлог и само отворам дебата на темата, ништо повеќе, минимум дека треба уредник да се декларира и дека не смее да биде во собственост на офшор компанија, мислам дека можеме да прифатиме. Еве мој предлог нека. И тоа се однесува нормално на портали што се регистрираат во Македонија. Никој не може да знае дали некој од тука ќе регистрира портал, не знам, во Италија и ќе објавува информации на македонски, на албански јазик, на сите јазици што се зборат во Македонија. Тука, ама затоа ни треба било каква иницијатива, акција на глобално ниво. Или барем не европско, па после да амбицираме за на глобално.